Migranti од Сирија, Авганистан и Судан ќе завршат како жители на Штип, кажаа денеска на пресот ВМРО ДПМНЕ. Треба на сите да им е јасно дека се работи за план за трајно населување на над 150.000 мигранти и бегалци од Сирија, Авганистан, Судан и Сомалија на територијата на Република Македонија, односно на дел од нив на територијата и на општина Штип. Се работи за трајно населување на мигранти со сосема различно образовно и културно ниво, чие сместување треба да биде целосно на товар на граѓаните на Република Македонија. Поради ова од ВМРО ДПМНЕ со следнава порака до СДСМ. И порачуваме на оваа влада дека тие средства треба да ги намени за изградба на социјални станови во Штип, да им помогне на младите брачни двојки, социјално загрозените семејства без решено стамбено прашање. Се надеваме дека со пренамена на средствата ќе се обезбедат повеќе места за сместување на децата во детските градинки, дека ќе се обезбедат повеќе работни места за граѓаните на Штип. Бидејќи сериозна држава треба да ги решава проблемите на граѓаните. ДПМНЕ лаже за да го прекрие сопствениот криминал, возвратија со писмена реакција од СДСМ. Преку ширењето на лажни информации за наводно трајно населување на десетици илјади мигранти и нивно вработување, ВМРО ДПМНЕ очено се обидува да ги сокрие последиците од 11 годишното криминално владење на централно и локално ниво. Предлог стратегијата за интеграција на бегалци и странци 2017-2027, со која што денес ВМРО ДПМНЕ ги плаши граѓаните, е само продолжение на иста таква стратегија за периодот 2009-2015 година, донесена од тогашната влада предводена токму од ВМРО ДПМНЕ. Се работи за документ што служи како патоказ и нема обврзувачки акти кон кое било министерство или институција. Граѓаните да бидат спокојни, Македонија е декларирана како држава за транзит на бегалци. Стои во реакцијата на СДСМ.